Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва повторно гостин во студиото повторно. Премалко е, па да би кажал повторно, пастор Филип Иванов. Здраво. Здраво и добро вечер. Добре дојде, отец. Правам малце рекапитулација на нашите разговори во живо. Навистина си човек со нескротлив дух и фасцинираше со раскажувањата за твоите патешествија. Прво одма да те прашам, децата твои во Африка, како се и пандемијата, знам дека се грижи за нив, Да. сега не можеш да патуваш, имаш ли некоја информација прво да споделиш за нив? Децата, фала Богу, се супер. Требаше ја баш во април да бидам таму и нели, со сета ситуација околу пандемијата се одложи тоа, не се откаже, викам, се одложи, но тие се добри и релативно испоредбено со нас подобро поминуваат, затоа што оваа пандемија и вирусот како вирус не е толку страшен во споредба со тоа што они си го имаат таму локално како грижи, вируси и болести, така да веројатно они побезгрижно го минуваат времето од нас тука. Збориме Така да таму за добри се. маларија, ебола. Маларија, тифус, денг, ебола, сите пропратни нешта таму, но у секој случај се подобри од тука. Сега веројатно они економските последици од сето ова ќе ги искусат и ќе ги доживеат малку пострашно, но сепак па ете и црквите тука ќе бидат да го амортизираат тој удар на економијата, на нивниот живот таму, на тоа што се случува. Голема е таа приказна, се надевам повторно ќе се навратиме на неа, но искрен да кажам не само поради грижата, знаеш, ние сме чудни суштества. Кога е нешто далеку од очи, далеку е од срце, можеме да имаме некаква формална емпатија, но знаеш, ние си гледаме во нашиот видокруг, но кога ти искрено и со емоции избориш и кога ќе се соживеам во сето тоа и после кога ќе си ги согледам моите маки овдека, животот изгледа и многу ми е сурово и ми е зошто мене ми треба нечие страдање да е поголемо од моето за да мене ми биде утеха дека е ова мое е стварно навистина смешно споредено со тоа како некои наши браќа и сестри страдаат. Така, ние сме како луѓе, веројатно тоа во нашата природа е станато дел да треба нешто по-страшно и по-лошо да видиме, да чуеме, да доживееме, да бидеме сведоци нешто такво, за може да имаме некаква рефлексија за тоа каде сме ние и дали и колку треба да бидеме благодарни, но во секој случај јас кажувам нема споредба помеѓу таа болка и оваа болка. За жал, луѓето често прават таква погрешна паралела и да кажат, овие повеќе страдаат, овој помалку страда. Не знам, Ник Војчич, сигурно сме од Шуле, го знаеме, беше тука во Македонија. Он никош нема да заборавам тоа што го кажа. Некоја наставничка некаде држал говор за деца, каде што имаат проблем со анксиозност, со депресија, со тоа силеџиство, врсничко насилство и тие нешта. И после говорот дошла една од наставничките, професорките, му рекла: Ник, драго ми е што дојде тука да видат децата што е вистинска болка. Во смисла кажува дека ете анксиозноста, депресијата, тие повреди од тоа силеџиство, тоа не е ништо во споредба, ти си без раци, без нозе, тоа е многу пострашно. И никош нема заборавам тоа, ја пресекол веднаш и рекол: чекај. Мојата болка, тоа што јас немам раци и нозе, што сум роден така, не може да се спореди со нивната болка, затоа што некој девојче што е исмевано затоа што има поголема телесна тежина или некој машко заради било што ако е исмевано, вика нивната болка може да биде 100 пати поголема и потешка од мојата, вика, и тоа што јас се носам, вика. И тоа што нив може да ги доведе до самоубиство, мене не ме носи до самоубиство. И вика, затоа нема споредба една болка со друга и добро, овој исмевано ти е крупен, а овој нема рака и сега тоа е пострашно од ова. Човекот како ја доживува болката, ние немаме мерило, нема тоа болкомер па да земеме сега и него го боли повеќе помалку. Така да како луѓе човечки зборувам, да, ги има тие споредби, овие немаат да јадат, овие немаат кај да живеат, овие имаат ебола, ние имаме
корона, па сега смртност умеѓу бол или корона, ако човекот почине, без разлика од што починал, болката е таа. Така да пак ќе кажам, човечки стоат и нешта, ама на крај крајава луѓе, болката и страдањето е подеднакво реално во Македонија како што е и во Африка. Без разлика кој е причинителот за тоа нешто. Како ги помина ти, твоите блиски и твоите верници, ги поминавте оние денови кога навистина завладеа една, можам да кажам, невообичаена и не памтам во современава цивилизација, бидејќи војна беше друга ситуација, ова беше еден нели карантини на еден страф од еден невидлив непријател. Немаше бомби, немаше ништа, живеевме како да во просто некои апокалиптични помисли имаше дури и така натаму. Како го ме интересира една свежа перцепција од твоја страна за овие месеци, бидејќи добро ќе биде, затоа што ми мириса дека повторно ќе имаме слична ситуација. Да. И подобро е вака, можеби ќе помогне да се поподготвиме и духовно и психички. Да. Вака, тоа што нели сите не фати неспремни, ненајавено беше тоа нешто и не знаевме ни како да реагираме, но тоа што беше мојот апел ден денешен, каде и кога и да имам прилика го зборувам тоа, посебно нели за луѓе кои се христијани, кои се идентификуваат со Христос, со учењето негово, со историјата на црквата, со тие нешта. Велам, ние како христијани утнавме на многу места и на многу моменти со целата оваа криза, затоа што имаме една тенденција, посебно ние 21 век христијани, да мислиме дека се почнува со нас, дека ние сме последната генерација, дека ова што сега се случува, дека е најголемиот тест и испит, најголемата чума што постоела, најголемиот заговор, што и да е. Баш кога се случи и кога фати нели моментум сета оваа работа, седнав и викам, чекај, дали некогаш некој во историјата на црквата се соочувал со нешто слично вака и како они реагирале? Значи, ако некој некогаш се соочил со вакво и имаме искуство, не можеме веројатно да направиме паралела екзактна, ама можеме да речеме, чекај, еве се случувало тоа, вака реагирале христијаните, еве го исходот од тоа нешто. И за чудо човек, ако малце прочепка, ќе види дека уште од старт, раните христијани во 165 година веќе имало чума. Првата чума, тоа се претпоставува тие медицински историчари дека тоа било првата епидемија, пандемија на малиси паници, кај што милиони луѓе изумреле. Век подоцна, горе-доле, повторно има чума. И повторно милиони луѓе умираат. И интересен е моментот и подоцна 14 век, 15 век, повторно се случуваат такви големи потреси, големи чуми, болести од кои умираат луѓе и едноставно ни христијаните, ни нехристијаните немаат контрола на тоа нешто. И сега, што се случува? Ја викам, ајде да видиме нивната реакција на тоа нешто и плодот од сето тоа што излегло. Христијански историчари, нехристијански историчари, императори кои биле безбожници, пишуваат и известуваат едно и исто. Вика, кога сите бега од градовите, кога имаше мртви, буквално со запрежни коли не можеа да ги изнесат, вика, улиците беа потрупани со мртви. Вика, кога на првиот симптом на болеста, веднаш, без разлика дали е татко, син, мајка, ќерка, кој да е, веднаш го изфрлале на улица и чекале да умре. Во тие услови, во тие околности, христијаните биле единствените луѓе што не бегале од тоа нешто и единствените луѓе што се грижеле за болните, им давале храна, им давале вода, се молеле за нив, биле тука со луѓето. И дури императорот во тоа време им зборува на паганските свештеници, Јулиј Отпадникот беше, и вика, видете ги христијаните, видете ги нивните свештеници, вика, и поучете се од нив, вика, христијанство ни освои империјата, затоа што они не само што се грижат за нивните, вика, се грижат и за нашите, у смисла за паганите. И викам, еве вистинскиот одговор на црквата. Ние за жал паднавме, се фативме во таа стапица, ние, многу луѓе, нема да кажам овие оние, многу луѓе, за жал, насекаде ни светот,
се фативме во таа стапица каде што се впуштиме во една наратива, во еден муабет, кога почнало ова, зошто почнало ова, кој го контролира ова, кој е планот позади ова, дали го има, дали го нема, и се впуштивме во еден таков муабет, што сериозно ако читав што христијани, мои браќа, сослужители, сите ти нешто го гледам тоа, и мојот апел за црквата, за верните, за било кои луѓе кои имав контакт, викам луѓе, еве и да е така. Еве некој да го пуштил, некој да го контролира, да вака да се фингираат бројки, така. Еве и да е така. Што правиме сега? Ќе останеме ние на Facebook, ќе останеме на Twitter, ќе останеме таму, ќе се докажуваме, ќе гледаме видеа по 4 по 5 сати за вакви толкувања, такви толкувања, ќе даваме некои апокалиптични сценарија со некои библиски стикови кои се скрос надвор од контекст, што нема врска со реалноста, или ќе речеме чекај, се наоѓаме во таа криза, немаме контрола на тоа нешто, дај да видиме што можеме да направиме за нашиот ближен. Имаше луѓе кои буквално со денови беа гладни, имаше луѓе на кои немаше кои лекови да им однесе, имаше луѓе што останаа без работа, значи има луѓе, реални луѓе, деца што го доживеа, го искусија тој ефект, тој негативен ефект, а ние како христијани останавме во тој виртуелниот свет и сега ќе исправаме муабети со дали е Трамп, дали е Путин, дали се кинезите, дали е Бил Гейтс, дали е тоа. Ја викам, не знам, значи никој не може да тврди и да докаже нешто. Ама факт е дека пред мене има ближен што Христос треба да го видам во него. И ако ја не се погрижам за мојот ближен во потреба, што е гладен, што е болен, што е гол, што е бос, што се плаши, што не знае како ќе биде понатаму, ако не се погрижам за него, џабе ми е јас да ја откријам сета вистина, каква и да е таа, да ги раскринкам, не знам, сите светски сили на злото или не знам што се не се врти сега како муабет, што од сето тоа? Што од сето тоа? А христијаните, низ вековите, во вакви времиња на пандемија, биле тие кои себе пожртвувано се давале за добробит на другиот. Да те замолам за 2-3 кратки одговори, за да пробам да те изманипулирам, да те однесам на следниот разговор. Ние бевме во карантин не по наша волја. Добро. Ние бевме наредба на империјата, на цивилизацијата, так. Не затвори. И секогаш христијаните биле дел, како викаше Исус, на царот дај му го царевото. Так. Да си ги почитуваме и земските закони. Так. Во себе, молитвата и верата, никогаш никој не може да ни одземе. Точно. Да беше ова поплава, земјотрес, да беше навистина една бидејќи имаш искуство со твоите верници, знаеш колку луѓе, ја ќе да голтнам првин, ја плачам на твоите статуси кога ќе видам деца, старци во една тешка ситуација и исто така ме трогнува колку обични луѓе, не само христијани, обични луѓе ти приоѓаат, ти помагаат, ти така натаму. Значи, не можам да се сложам со тебе дека ние толку утнавме. Ние бевме затворени и оставени во стравот и никогаш ние христијаните, ние знаеме што треба да направиме во поплава, так. Знаеме во земјотрес, знаеме која ќе експлодира нешто. Го излекуваш, нема мислење. Так. Овдека ни беа скратени. Ти имаше дозвола за движење, ја немав. Так. Како ќе помогнам? Што да помогнам? И во оваа ситуација, едноставно канализација на све, 5G, Бил Гейтс и останати глуп. Тоа е срамота. Ме се срамам од христијаните, да не речам од другите, али барем од христијаните, се срамам што навлегуваат во такви. Па ние сме повикани, ако сме по Христос, сме повикани да страдаме, први да страдаме, а не да ни биде добро. Кога ни е добро, треба се запрашаме што лошо правиме, дури тогаш. Кога ни е лошо, фала ти Господи. Ти успеа и во таа ситуација, се избори општеството, ти дадо дозвола, идеше, им помагаше и така натаму. Но овде имаме специфична ситуација. Так. Значи, ја не знам како, имам некој искуство као христијанин, како да им помогнам. Значи, луѓе се затворени дома, немаш директна комуникација, останува само преку социјални мрежи. Да. А они се во страв. Во страв.
Так. Викат, не се плашам, 2 раки, не ми е страв. А како викаш, кога ќе заспиеш, кога ќе се станеш са бајле, сум спиел со 80 пулс. Нешто не било во ред кога сум спиел. Не можеме да ја контролираме подсвеста. Значи, човек може да е храбар, свесно, ама подсвесно никој не знае како му е. Дури ни он. Како во такви ситуации, јас знам единствено само мене што ме вадело, но те молам за едно убаво, прекрасно објаснување како што го даде сега. Како во такви ситуации, кога повторно ќе не затворат, кога ќе се соочиме сами со себе у 4 зида, кога ќе почнеме да збоктисуеме едни од други, од родителите, од децата и од жената, тоа е тешка ситуација, колку и да се сакате. Како во таква ситуација каде што не паѓаат бомби, не се бориш за живот, не можеш да излезеш, да откопаш некого да му помогнеш. Како да излезеш од таква ситуација? Ја освен Исусовата молитва не знам што друго. Да, тука е моментот на мудроста Божја, на креативност, на како имаме начини и со нашите ближни, нели со нашата фамилија, со нашето семејство дома, ами и со луѓето што ги чувствуваме за блиски, за драги, што ги познаваме. Сега живееме во време каде што со едно вртење на телефонот можеш да досегнеш човек на другиот крај на светот. Значи тоа ги охрабрува верниците и викам, слушајте, знаете дека некој е са мnou, јави му се денес, како си, што правиш да ти треба нешто, викам, или ако знаете некој употреба, јавете ми се, ќе отидеме, ќе направиме. И буквално, не дека ние скрос лошо изреагиравме на целата ситуација. Нас ни требаше време додека сватиме дека од таа христијанска патетика никој нема корист. Во смисла, сега ние сме под прогонство, ни ги затворија црквите, готово ни го земаа Великден и сите тие нешта. Ја викам, луѓе, значи ние веројатно живееме во едно најразлигавено време, ќе ми простиш на изразот. Се согласувам, не бара и прошка. Ние бараме со сила да се направиме маченици, со сила да сме прогонувани, затоа што не знаеме што на вистина е прогонството и што на вистина значи да се биде маченик. Ние сега бараме како сега нас не прогонува. Не, ги затворија црквите, ма затворија се друго. Ако било кој ако рече само црквите ќе бидат затворени, а се друго може да функционира, тогаш окей, да, има некој нешто против црквата. Ама тоа беше целото општество, сите беа затворени и сите седеа. И сега ние имав една конкретна акција, што викам, ние сме затворени од петок до понеделник, така? Ама од понеделник до петок не сме. Значи ние го немаме тој изговор, ние сме постојано 58 дена како кинезите у карантини, не можеме ништо да направиме. Мене конкретниот предлог е, знаеме дека нема да бидеме за Великден таму, знаеме дека нема да можеме заедно да бидеме во црква на богослужба, да си честитаме, да се прегрнеме, да се израдуваме заедно, знаеме. По наша ли вина, наша ли одлука е тоа? Не. Господ го знае ли тоа? Го знае тоа. Добро, сега ние што можеме да направиме? И мојата идеја, и тоа стварно резонираше, многу луѓе се приклучија на тоа, викам, окей, ја имам дозвола за движење, викам, нема сите сакаме, нели, и убава софра, и убаво да се почастиме, и заеднички ручек да имаме у црквата после богослужбата, нема да можеме. Викам, нема да можеме, ама храната, што и да е, што би донеле на софра или во црква или каде и да е, викам, донесете у четврток, пред полицискиот час да почне, а ја петок, сабота, недела, сите семејства што ни се на список, што се во потреба, што ги знаеме, ние ќе отидеме, ќе ги посетиме, и тие луѓе што немаат што да стават на трпезата, ние ќе им ставиме што да има на трпезата. Викам, на тој начин ќе го прославиме Христос, Христовото воскресение, животот, победата на тоа нешто, и едноставно нема да дозволиме да бидеме ставени во ситуација каде што не само наводно да бидеме оставени без избор, туку наводно и да сме прогонувани. Јас сум бил и во земји и со луѓе што има вистинско прогонство и луѓе што вистински биле прогонувани, и за жал ја можам да кажам дека тоа што ние кукаме по Facebook и што пишуваме и не знам, тоа е баш христијанска патетика, тоа што го пишуваме на Facebook, тоа е реално навреда за христијаните, браќите и сестрите ни светот, што денеска реално се прогонувани и реално страдаат. И тоа ми е најсимптоматично. Океј, не бевме во Великден, нели, на Великден во црква, така. Следната богослужба, литургија, кај се тие луѓе? Сега слободно е, така. Истите тие луѓе, дали се сега
таму. Ако се, слава му на Бога. Ама ако не се, тоа е симптом и на едно нешто друго. Ние се си взимаме здраво за готово. 21 век се ние взимаме здраво за готово, в смисла, у недела има ли богослужба? Има. Ќе одам ли? Па не знам ова, а и следната. И ние живееме како тука во овој западен свет, ако може така се нарече, кај што ги имаме слобода, нема прогонства, нема такви нешта. Ние го имаме тој луксус. Абе следната недела ќе одам. А христијани, што денеска 80%, ако не се 80, 70 нека бидат, од христијанската популација што живее во земји каде што има реално прогонство, они нема, ќе се видиме следната недела. Не знаат кога ќе се видат, не знаат дали ќе се видат, и за нив секоја богослужба е прва и последна. Затоа што не знаат дали ќе се видат. И сега они многу пореално го имаат сватено тоа, а нас кога наеднаш ни се зема и тогаш ни текна, абе сега нема да може да одим. Ќе ми простиш, имам малце поинакво мислење од искуство, мислам дека е тоа магиски пристап и тоа е оној робовладетелски, ако е на полноќ, у 12 сат, таму у таа црква, тогаш ќе фати причесната, бидејќи ако отидам после следниот ден, нема да фати. Мислам, луѓе не го читале Свети Марко, кој отишол у пустина, кој бил без облека, кој му никнало крзно, кога му дошол ученикот после 30 години се извадил од памет, кога го видел, мислел дека е чудовиште, кога го прашал, па вика учителу, вика како ти се причестуваш? Па вика се причестувам, вика ми стига причест. Како? И па раката одозгора причесната. Овој дамлосал. Значи ние имаме тој робовладетелски однос, сакаме да го создадеме со Господ. Дај ми, па ја ќе направам. И после, Господ не функционира. Ја дури добив на Твитер цитирав една волја, една реченица каде Господ му вика на еден од пророците, му вика, моите патишта се повисоки од твоите патишта. Исаија. Да. Моите мисли се повисоки од твоите мисли. Да. И викам, моите желби, моите планови се повисоки од твоите планови. И на крај ќе биде мојата волја. И на крај ја тоа го пишам со цитат од кого е све. Првата реакција на Твитер викам, па Господ е социопат, викам. Добро, викам, супер. Катастрофа е, колку ти е тесен умот. А после сваќам, па чекај, јас сум арогантен. Колку е тешко тоа да се свари. Колку да се свари дека постои совршен татко. Луѓе не знаат дека постои совршена љубов. Дека таткото ги сака и грешниците, но ги сака и верниците. Исто ги сака. Не може татко да ги дели. Видите, ова е добар, ме слуша, него го сакам поише. Тоа е шизофрена ситуација. Да. Господ не е шизофрен. Да, па скандалот на Божјата милост е буквално тоа. Што милоста скандалот на Божја милост на старогрчки што е пишувано Новиот завет, баш тој збор се користи кога апостол Павле зборува дека словото за крстот, тоа дека Божиот син умира за сиот свет, за најголемите грешници, вика тоа е скандално, зборот што се користи е буквално безумие, кај нас е преведено скандал. Како е можно тоа за светот, за тогашниот свет, на тие грчки, римски божества, пантеони се, тоа било скандал и било безумие. Како ако навистина Божиот син дошол, па зарем би умрел за грешници, за вакви, за такви, како може да ги прими? Тоа и за евреите во тоа време, или фарисеите, садукеите, за нив било скандал, како може, ако он е чист, да биде со нечисти, ако он е праведник, да биде со неправедници, а исто и за грчкиот свет, нели, кој не. Исто и денеска. На сета литургија, кога се молиме за сите, и за се, и за воздухот, и за сите луѓе, па и ние што се во затвор се молиме. И вака само некој нов ќе го видиш, ќе кокори очи и ти станува јасно и после викаш, а мене колку децении ми треба тоа да го проголтам. Да. Да го проголтам дека... Да. Па тука и ние сега доаѓа таков период кај што тие нешта Бог у неговата милост ги вади на површина за да може да ги очисти од нас. Тие разни погледи на светот, разни очекувања од Бог, од црквата, од луѓето. И мене, па ќе кажам, тоа најмногу го покажува поразот, не пораз, ама падот, да речеме, на нас како христијани многу пати, што ние во оваа криза, пандемија, во тоа што се случува. Ние дојдовме и како христијани одново да се поделиме за толку
смешни и безвезални нешта, наместо да гледаме кон Христос и да гледаме кон ближниот. И дојде сега иде момент отворена црквите и доаѓа момент луѓе доаѓаат со маски, луѓе доаѓаат без маска во црква. И сега едниот што го гледа тој што носи маска, вика, ти немаш вера во Бога, како можеш со маска у Божјиот дом, не знам тоа. Па другиот го гледа, вика, ти си неодговорен, вака така. И викам, гледате сега, колку ние како христијани знаеме да се запнеме за тоа нешто и да се раскараме за такви нешта, наместо сите заедно речеме, чекайте луѓе, се наоѓаме во нешто, дај да видиме што значи да се љуби ближниот сега, што значи да се љуби Христос сега, што значи вистински да се сведочи верата сега. И ние мислиме дека сведочењето на верата е дали некој носи маска или не носи маска, дали некој ќе испадне поддуховен од свештеникот или од владиката или од пасторот или од што и да е. И ја добив такви напади, се зборувам како пастор, не знам, за други цркви не можам да зборувам. Уште ти држат лекции како пастор како треба христијанството. Значи не, затоа што јас не се секирај. Тоа ми е, значи секој муабет кој ќе почне за вера завршува со джипови. После трета реченица. Не само за тоа. Нашите верници, не за џабе постои една молитва моја ново компонована. Чувај ме Боже од твоите верници. Толку сум рекол. Не у тој поглед, нема богослужби, ама таа мисија со храната, со топлите оброци, значи во време на криза, народна кујна отворивме, се такви чудесни, прекрасни нешта се случуваат, што човек треба само погледне и рече слава ти Боже, затоа што во време на криза излеваш поголем благослов за 6 месеци колку што си излеал за претходни 2 години. Буквално. Со бројки, со извештаи финансиски, со се. И сега еве го моментот. Значи се пробудила и совеста, и емпатијата, дефинитивно. И Христос во човекот. Дефинитивно, значи такви чуда да пофалиме. И дека оваа криза извадила не само најлошо, и најдобро од нас. И тоа луѓе, ја ќе ти мислам искрено, тоа ние по тие финансиски извештаи гледаме од каде дошле финансиите, колку дошле, како дошле, каде отишле сите тие нешта. Ќе ти кажам дека добри 70-80% од тие пари за сите тие, не знам, 50-70 пакети месечно храна, за народна кујна, за болница, за донации, за визири, за маски, за чудеси, сите тие нешта се луѓе што во недела не доаѓаат на богослужба. И ја викам, и сега, браќа и сестри, што правиме? Дека овие луѓе во целата оваа криза, за жал, знаат да се издигнат над ситуацијата и да рече, чекајте, дај да направиме за некој што е во потреба, а ние, за жал, ја лично што сум доживеал, да ја делиме храната нормално се. Имаме маски на раквици, со тие нешта, ова зборувам, најтешкиот период кој беше, најкризниот, најнеизвестниот. И коментари на Facebook, кај ви е верата, зошто им носите маски, зошто вака така. И ја краток одговор и на било кој човек, дали е од моја црква, дали не е доаѓа кај мене од црква, викам, слушајте, ја минатата година, тука пред да видам тука емисија која ти текнува, викам, ја бев во жариште на ебола. Значи ја уназад од 2012 секоја година одам во жариште на ебола, ќе има маларија, ќе има тифус, ќе има ден, ќе има жолта треска, сите тие нешта. И тука не е прашање на вера. Значи ако некој сака да покажува вера, бујрум нека дојде по Африка, нека оди по Индија, по Индонезија, има такви места за да ја покаже верата, ама верата да ја покаже лично во својот живот, а не на сметка на другиот. И апостол Павле така има кажано, ако имаш вера, имај си ја за себе пред Бога и ќе си имаш пофалба пред себе, ќе знаеш дека ти имаш вера. Ама ако верата, нели, во наводници ти е средство за одмерување, дека јас повеќе верувам дури од свештеникот, дури од пасторот, повеќе верувам од сите, затоа што еве сега нема да става маска, тоа не е вера, тоа веќе може да премине во дрскост и дури во искушување на Бога. Сега ако знаеш дека нешто е или не е така, дека луѓе и искусни, и верни луѓе, и стручни луѓе ти го кажуваат тоа нешто, не ја докажува сега верата, ако досега не си ја докажал, а си имал прилика. И затоа викам, се пројавија луѓе кои досега гаеле вера во своите срца, но сега ја пројавија во таква дарежливост, во грижа за другиот, волонтерство. Значи, луѓе буквално вика, Филип, што и да треба, ќе дојдеме, ќе помагаме, ќе носиме такво нешто, додека ние што сме, како кажам, верните, редовни, во вакви моменти се фативме на такви стапици, овој носи маска, овој има вера, тој нема вера, луѓе.
ближниот пред тебе е гладен. Значи Христос кој ќе застанеме еден ден, нели како каже во Евангелието по Матеј таму 25-та глава вика, ме видовте гладен, ме облековте, ме видовте болен, ме посетивте, бев во затвор, дојдовте, ме видовте гол, ме облековте. И ќе му рече, ама кога Господ? Повика, го направивте за еден од овие најмалите, мене ми го направивте. А на другите ќе им рече, бев гол, не ме облековте, бев гладен, не ме нахранив. Ама кога тебе ако те видовме, како не те нахраним? Се повика за дека Христос е во секое живо битие. Значи, се што ќе му направиме на ближниот, му правиме лично на Христос, по неговите зборови. И сега, ако тоа е вистина, Светото Писмо, и ако тоа ние како христијани го веруваме дека е вистина, тоа што ќе му направиме на било кој човек, што е образ Божји и икона Божја, сме му го направиле лично на Христос. И пак, не верувам дека ние како христијани, почнувам од себе, значи со своите слабости, но не се разликувам од многумина, кои да не признаат, велам, јас сум дното од верниците, и тоа не само да се сипам за пепел, си ги знам своите слабости. Не го согледуваме или сакаме да го одбегнеме она што ни е на крстот. А на крстот ни е Христос разапнат. До Христос разапнат се двајца кратци. Значи дно на општеството. Убици, кратци, секакви. Кој ги покајува пред смртниот здив. Ги покајува и им ги простува гревовите. Затоа што го препознава. Само затоа што го препознава. Едниот го препознава. Замисли сега која духовно отварање има тој човек во тој момент кој поминал таков живот да го препознае Христос. Да. Ние го гледаме тоа и не сакаме да прифатиме. Ние сме елита, затоа што ние сме со Бог, Бог е со нас, и кога горат пожарите у Грција, тој им е казна за нашите егејци и треба да горат они, затоа што они направиле тоа и тој купопродажен овакво. И од кај го влечете ова? Од Стариот Завет, око за око, зап за зап. И тоа не е така. И тоа не е така, Да. а и ако не се лажам, единствената заповед која имаме од Христос, освен што ни покажал дека ако он страдал, ќе страдаме и ние, и то со болка, без фолиранција, тоа што бил Бог, не значи дека не го болело, дека не сострадал, дека не, нели, солзите крвави на гората не се е фейк. Да. Тоа што ние не можеме да го сватиме е дека не можеме да ја разбереме таа љубов. Ние стално мислиме, еве ја му дадов на Бога, еве му дадов. Ништо не му треба. Не му треба ни молитва, не треба ни да му се не треба ни у црква да стапнеме. Ништо не му треба од нас, буквално не му треба. Да. Како му вика, моите планови се мојот пат е мој, ништо вика од твое нема да се оствари. Ќе се оствари моето. И пак не разбираме дека се што правиме за себе. Дури и кога помагаме. Она што мене многу ме боли, што црквата, еве и кога збориме за се во ова, се очекува и денеска е сведена на хуманитарна организација. Па кај сте вие да дадете? Абе човек, и таа прозивка, редовна прозивка, кај биле социјалните служби, кај бил тој политичар да даде, кај си бил ти да дадеш, кај сум бил јас да дадам. Чекај, ја не ја разбирам црквата, не секој може да помогне. Не секој повик на секој продуховен е да иде и да дели хуманитарна помош. Зар помалку биле светите отци наши кои иделе во самеништво и кои со молитвите, што не можеме да разбереме, повеќе му помагале на светот од што ние лепшо сме им делели. Тој момент ние не можеме да го разбереме. Дека нам духовност и љубов ни фали, а не храна. И црквата се сведува и ти упорно сакаш. Тоа ми е малку толку енергија и време трчаш да им помогнеш на луѓе. Несебично, вадиш од својата плата, им даваш, им плаќаш, криеш дека, ова ја го знам, криеш дека се од тебе парите, дека викаш дека се донација од овој од оној, за да никој не ти е должен. И постојано идеш по куќи, им носиш и храна, и леп, и викаш телевизија и се. И луѓето, мислам дека дали овој твој подвиг, дали ваквиот подвиг вродува со плод
да конечно се изроди она што треба. Љубов. Бидејќи таа е таа енергија. Џабе збориме ние леп без љубов, што ти е? Да. Дефинитивно, ама единствениот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме тоа. Значи и кога зборуваме за љубов, мора да зборуваме за отелотворена љубов, затоа што ние како христијани кога зборуваме за Бог, зборуваме за воплотен Бог. Значи Бог што стана тело, словото стана тело и се всели помеѓу нас. Апостолот Јован вели нештата што ги кажуваме за словото се нештата што нашите очи ги видоа, а нашите уши ги слушнаа, нашите раце ги опипаа. Значи тие се реални нешта што можеле да се видат, да се чујат, да се опипаат. И сега ние како христијани многу пати има, кажаме мој колега, многу точно нешто. Вика, ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. Значи ние тука сме оваа крајност и сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. После ќе завршиме оваа крајност и тоа што не чини, па ајде треба малце да се вратиме за да дојдеме и на себе и на тоа што Бог го има за сите нас. Секоја крајност е шизофренија. Ама и ние буквално се нишаме од таму ваму. Во целата работа верувам дека и го гледам тоа. Значи јас нема време случај по случај. Последниот само 5-6 месеци во кризата каде што луѓе што не си ни очекувал, не ни се надевал, не си се наделал, не си ни замислувал дека ќе се јават, дека ќе дојдат, дека ќе дадат. Некој ќе рече немам да дадам, сакам да помагам, сакам да посетам некој, сакам тоа да направам, кажи ми што можам да направам. И тоа се, ама ние мора да бидеме верни на љубовта и на тоа што знаеме дека љубовта значи. И како ние сме верни, така повеќе луѓе ќе го гледаат тоа и ќе се приклучуваат на тоа нешто и ќе сакаат тоа нешто да прават. Абстрактниот момент на љубовта кон Бог. Ние сакаме да имаме личносен однос со Бог. Ја можам да имам личносен со тебе и ти ми велиш дека кога го имам со тебе така. И со било кој ближен, тоа е однос со Бог. Така. Но јас сакам интимно да имам со Бог. Ма тоа таму Светите почнува отци, се. Ама ја нема абстрактно име на луѓе. Абстрактно е, го гледа распнат, го гледа умак, не може да го доживе. Знаеш, абстрактна е љубовта. Така. Како приказната за монахот и мене тоа не ми е јасно, бидејќи најверојатно ме чека мене тоа просветление. Монахот му вика на својот духовник, му вика: "Што правиме ние овде манастир?" Вика: "Се молиме." Вика: "Зошто се молиме?" "Па затоа што го сакаме Бога." Вика: "Ништо не осеќам бе човек." Вика: "Седам на литургија." Вика: "Вика нема, вика само љубовта." Вика: "Нема друг пат, верувај ми." Вика. Вика: "Океј, отец. Ќе ти верувам и ќе постапувам како да имам љубов, како да ја чувствувам љубовта и ќе постапувам дисциплинирано." 40 години, на 70 години му се отвара просветление и вистински ја доживува и ја разбира љубовта на Бог и успева да го засека Бог искрено. Бидејќи, знаеш како, лесно ми е да ги сакам жената, детето, тебе. Добре. Ама има некој однос, бидејќи, но како да го сакаш некој што не ти е ближен, а пак да биде тоа за Христос? Не го гледам, треба викаш да се отелотвори. Не ми се отелотворил, се причестувам, убаво све, дисциплиниран сум. Барем дисциплината да ја имам, нели? Добре. Да имам дисциплината во молитвата. Но тој е абстрактен момент на таа љубов која не е еротска, која не е условена затоа што е тоа мој плод, затоа што овој мој колега, па имам корист. Или ако му помогнам него, знам дека ќе му ти правиш она баш суштинското, нели? Помогни на оној кој знаеш дека не може да ти врати. Таа е најголемата самаријанска помош. Да. И сега таа абстрактност, тоа значи искачаме се од здравото и од короната. Идеме во една духовност за која монасите велат дека Исусовата молитва и 3 степена на продуховеност се клучни. Делата на светите отци нешто објаснуваат, но секој има различен пат, бидејќи ако го фатиме урнекот лесно за сите. Така. Што е твоето мислење? Како да таа љубов конечно реално? Некој вика, еве знаеме еден заеднички пријател, вика: "Ја ако го прочитам, вика, на зид името Исус и вика е готово, се отвара." Ја викам: "Не знам како, не знам како." Има Мене графит на зид не ме допира. Искрено да ти кажам. Да. Ми фали внатрешното чувство кое е појако од мене. Како
како Исусовата молитва која толку многу ја кажуваш и кога ќе престанеш, почне сама да збори. Така. Станало дел од тебе. Има еден... Дали Да, разбирам. Не бев конкретен, не го осмислував ова, бидејќи е тешко и да го рационализираш. Има еден стих во псалмите, каде што вели длабочината извикува кон длабочина. И изборува тоа за длабочината во нас, за духот на човекот, за она најдлабокото во нас, кој извикува кон Божјата длабочина. И буквално тоа нешто е моментот, е контактот на духот на човекот со духот Божи. И за секој човек како тоа ќе се манифестира е различно. Дали ќе биде тоа што човек ќе чита Свето писмо и Бог ќе го допре и ќе се поистовети со тоа и ќе плаче пред Бога, дали ќе отиде на богослужба, па еден збор од се што било, па ќе го допре тоа, дали ќе биде моментот кој ќе земе причест, дали ќе биде моментот кој ќе се исповеда, дали ќе биде моментот кога некој ќе се поздрави со него после богослужбата. Значи сите тие моменти ние не можеме да ги контролираме, но во суштина писателот на посланието евреите вика без вера не е возможно ниту да му се пристапи на Бог, ниту пак да му се угоди на Бог, затоа што тој што го бара Бога мора да верува дека Бог е и дека Бог ги наградува оние кои го бараат. Тоа е стихот во Евреите 11 глава 6 стих. Значи ние го бараме Бога, но не го бараме, ние мора да бидеме најасно да не ставиме ние наши услови. Боже, ја и ти да се видиме до 3 сата, ако не дојдеш, не постоиш. Едноставно тоа е жив однос каде што човекот што искрено извикува кон Бога, Бог не може да остане пасивен кон тоа нешто и да Бог не наоѓа ниту задоволство, не наоѓа ниту милина во тоа да не остави нас да чекаме, во тоа да се изживува со нас. Ја велам, ако Бог за да ни се приближи, дојде во тело и пострада за нас на крстот, тоа значи дека Бог направи се за тој да дојде кај нас. Дека нема баш пред да дојдем сведоштво тука. За нас, не за него. Сведоштвото е за нас. Неговото страдање и распетие е сведоштво за нас. И баш има, пред да дојдам тука, прочитав еден цитат, вели, не постои пат од небото кон земјата. Не постои пат од земјата кон небото. Не постои таков. Вика, но постои пат од небото кон земјата, затоа што Христос дојде. Во смисла, ние со наши сили, со наши напори, со наши усилби, знаеме дека ние не може да го досегнеме Бога. Дека ние не можеме да го грабнеме Бог и во апостол Павле го вели тоа. Нема кој ќе се качи на небото да го симне Бог од таму или кој ќе влезе во земјата да го извади, да го воскресне од мртвите. Знаеме дека Бог направи се, дека Христос дојде и дека Тој направи се за да дојде до нас. И нашата вера, нашиот мир треба да почива во тоа дека Тој толку многу не возлюби што Тој дојде. Со која цел? За да биде со нас. Со која цел? Зошто? Што за мене како битие, јас како Јанко, так. Иако ме создал, окей, thank you very much, ама јас сум сам за себе. Так. И Луцифер бил сам за себе, одлучил што одлучил, ми дал слободна волја. И сега ми вика, ослободи се од твојата слободна волја, приклучи се за мене за да ја добиеш слобода. Не можам да ја разберам таа абстракција. Так. Но што е мојата цел? Конечно. И сега некој ќе речам, да заслужам вечен живот. Ама, знаеш, кога правиш калкулација, малце го губиш баш затоа што калкулантски влегуваш так. Во љубов и во вера. Со која цел? Ме интересира. Ја имам еден одговор. Сега малце те предизвикувам, се извинувам, можеби ја се извинувам и на твоите верници, можеби изгледа како непочит, ама имам поента што сакам да го поставам прашање, па ме интересира пред твоето мислење. Так. Заедништво. Заедништво. Не се согласам. И вика соборност. Ја викам едно. Повикани сме да бидеме богови. Добро. Значи, ако ја како го тумачам, извини, зошто ми треба твое мислење? Малце те наведувам, извини. Вика, беседата на гората, каде што сите кои се прашуваат како треба и што треба у животот да се прави, таму е кажано. Добро. Беседата.
Тоа е кој им држи. Манифестот е тоа. Да, тоа е манифестот. Ако не знаете што да правите у животот и како треба, прочитајте таму, буквално практични совети им дава Господ Исус Христос. Но, она што, кога ние се причестуваме, земаме Божија твар и во момент стануваме исти ко Бог. Повикани сме, таму вика, голема е наградата на небото. Што е наградата на небото? Така. Ке седам на облаци и ке свирам на харфа. Значи, ке ги добијам атрибутите, тежнеам кон атрибут, направен су по образ Божи. Значи, ја треба да се вратам во рајот. Во рајот, Адам и Бог биле неисто. Да останал, што се вика сега шпекулација, не лошата работа, можел само да напредува, да напредува и да се обожува. Бог не сака да биде еден и единствен. Знае дека ќе биде еден и единствен. Но Он ни дава шанса ние да станеме богови. Подсетиме дека го има во делата на светите оци и во Светото писмо. Целта Божја, на доаѓањето, на воплотувањето, на раѓањето од дева, на совршениот живот, на смртта, на воскресението, на слегувањето на Светиот Дух, на се потоа е вика човекот да стане по благодат она што Христос е по природа. Сума сумарум е тоа, да ние по Божјата благодат станеме тоа што Христос е по природа. Објасним го на гледач. Да станеме чеда Божи, да станеме синови Божи, да бидеме синови и ќерки на Отецот Небесен, да бидеме во заедништво со Бога. Соборно. И има еден момент, тоа е во Вестминстерскиот катехизам на верата. Тоа катехизам е наука пред крштевање, значи сет од прашања што човекот што сака да се крштева, треба да кој ќе го праша свештеникот тој да знае да одговори, не само символот на верата, туку во поглед на Бог, на Света Тројца, на Богородица, на Светото писмо, на сите тие нешта, дека мора правилно да исповеда верата за да се крсти. И првото прашање, и ја кога поучувам за крштевање, тука се сведува се. И вика, која е конечната цел на човекот? Првото прашање од Вестминстерскиот катехизам на верата. Тоа што јас ти го поставив. Целта на човекот е да го познава Бога и да ужива во него за секогаш. Што значи тоа? Тоа заедништво, како јас и ти се познаваме, како ја познавам сопругата, како познавам пријателот, како го познавам? Преку заедништво, преку блискост, преку интимност, преку време заедно, преку љубов, преку жртва. Но ние имаме двосмерна комуникација. И со Бог имаме двосмерна комуникација. Како не ја разбирам? Зошто не ја слушам? Зошто не го чувствувам? Нема ни да слушаме глас од небото секој ден да ни каже Филип стани и измисли ги завите. Ако глас да слушаш, сериозно. Да, но мораме да го научиме јазикот Божи. Да го научиме јазикот Божи во секојдневието, дека Бог на толку многу начини и преку толку многу луѓе и преку толку многу ситуации ни говори, ни зборува. Значи, Светото писмо и запишаното во Светото писмо е тоа што Бог ни зборува. Но во секој ден треба да има една книга, се вика Епифании на секојдневието. Божествени Божји откровенија во секојдневието. Што ние како луѓе, затоа што сме направиле таква абстракција замисла за Бог, ние очекуваме, нели, да слезе кочи, небо, вселенски бродови и така што тоа не го исклучуваме од верата и дека се случило, се случува, ќе се случи. Христос ќе дојде повторно. Но Бог се објавува во секојдневието на толку многу начини што ние едноставно заради нашата зафатено, заради нашата погрешна представа за Бог, заради тоа што ние зошто па денеска Бог мене ми проговори преку Јанко. Јас па кој сум ја, па мене преку Јанко ми зборува, или преку колегата на работа, или преку детето ми зборува. Бог има милион начини како буквално ни зборува. Само ние сме толку оттуѓени од тоа нешто, што дури кога ќе го чуеме, не го препознаваме. Дури кога го гледаме Божјо дело пред нас, ние тоа го дискредитираме и го откачуваме како заради тој човек, нема шанси да е тоа, не, вака не сакам, не, Бог ако ми зборува, знае у 3 саато да дојде и да ми каже тоа и тоа. Велат дека најмногу се чистат сите сомнежи на таа абстракција и тој Божји јазик е преку литургијата. Кога почнува, стоиш 2 сати и гледаш
како ја што гледав, ко теле ушарена врата, појма немам што се случува. После 30 години упорост, почнува да ти се отварат, чекај, оде нешто се дешава и го осеќаш тоа. Не можеш да го напишеш, не можеш да го кажеш, не можеш да го пренесеш. Како почнеш да збориш, сваќаш колку вулгарно звучиш, колку без врска звучиш. И мислам дека тој литургиски соборен начин и таа црква, бидејќи мислам дека црквата е човечка работа, не црквата е Божја работа. Е богочовечка работа, како сам Христос. Да. Значи тоа е Бог со неговиот народ. И тука доаѓаме до буквално до тој момент. И ние имаме луѓе околу себе, како едно дете кога се учи да зборува или кога се учи да слуша и да разпознава тоа што му се кажува. Учи од околината, учи од луѓето што се околу него, ги имитира другите. Апостол Павле на едно место вели: имитирајте ме мене како што јас го имитирам Христос, или огледајте се на мене како што јас се огледувам на Христос. Што значи ниту еден од нас ниту е роден учен, ниту достигнал совршенство, ниту знае се, ниту може се сам. И тоа е заедницата, тоа е соборноста, тоа е заедништвото. И во тоа заедништво ние ги гледаме и нашите падови, ги гледаме нашите подвизи, имаме здрава и зрела мерка за нашиот духовен раст. Инаку може да се лажеме себе си дека сме поголеми од апостолите и веќе готово. Се знаеме, се можеме. Надвор од тоа нешто апстрактно, ја љубам, ја знаеш колку љубам. Апостол Јован тоа го вели. Вика, ти не можеш да кажеш дека го љубиш Бог што не си го видел, ако не го љубиш ближниот што си го видел, брат ти што го гледаш. Не можеш да му кажеш Боже, ја многу те љубам, а братот и сестрата што се во потреба Бог ќе се погрижи за вас и си ги испратил така. Вика, Божјата љубов не може да остане во тебе. И тука доаѓаме во тој момент каде што најголемата благодет, најголемата благодет е што овој подвиг секојдневно, ако литургијата не ни ги отвара чакрите, се извинувам, ако не ни ги отвара чакрите, можеме практично, што имаме, пази која благодет во суштина ние имаме, да можеме да му помогнеме на човек во потреба. И тоа дури многу едноставно. Да. Не мора тебе. Секој си имаме духовник и така натаму, или си оставаме прилог во црква или све, ќе си на еден начин. И не мора да е социјална помош. Да. Важно чинот да направиме на милосрдие. Бидејќи чинот на милосрдие треба да е еднаков чин на љубов. Да. Чин на љубов. И ова ти што го правиш е можеби најголема услуга за сите оние кои се сомневаат, за да малце го осознаат Бог дека барем една првична точка е помогни му на ближниот. И ти тоа им го покажуваш толку упорно и храбро, и ја не можам да ти се изначудам на силата и енергијата која имаш и која црпиш во твојот повик. Да. Бидејќи, ја мислам, ти повеќе им помагаш на оние што даруваат, него на оние што им носи, што им треба. Ја тоа го имам кажано, мистеријата, тајната Божја е тоа дека Бог му се објавува и на дарителот и на примателот. Во лицето на тој што дарува, Бог му се објавува во лицето на примателот, а на примателот му се објавува во лицето на дарителот. И сега ако ти мене му даваш на Христос. Ако јас примам од Христос. И тука во тој однос, еве што се случи баш сега скоро, тоа опишав, таква радост ми беше. Пред богослужбата доаѓа жена во црквата кај што вика, проблеми, нема да плати сметките, ќе служат студијата, значи буквално плачи. Сега не можам да ја ветам ништо и не можам да направам ништо, викам, нека биде богослужба, нека помине, викам, ќе правиме муабет. Тера богослужбата, завршуваме со богослужбата, дечко што беше таму, доаѓа и вика, брат, јас сакам, на некој да му ги платам сметките, вика, знаеш ли некој таков човек. Значи, они се тука и двајцата. И ја викам, значи, без знаење еден со друг, без знаење на тоа што се случува и како се случува, на истата богослужба, во истата заедница, Бог се објавува и во лицето на барателот и во лицето на давателот. И тука е моментот, ја кажам, не е проблем ни толку пари, ни дали се сметки, дали е храна, дали е операција, што и да е. Тука ние да го препознаеме Христос помеѓу нас, каде што ни се објавува на таков реален начин. И кога
тој ден, како можеме јас да ја кажам на таа жена или на тој дечко кога му кажав, слушај, знаеш ли ти дека си одговор на молитва, буквално на солзи, што пред саат и пол тука некој плачел за тоа нешто. И сега како на тие луѓе да им кажеш, види, Бог, не знам, не се објавува, не знам дали го има, мене ми нема проговора, но тој ден и на двајцата им зборуваше Бог, дека тој што го ја добил желбата не му текнало него, дека слегло одозгора во срцето негово и дека таа па жена што ја кажала таа молитва и таа потреба, па дека тоа го допрело небото. И тука ние живееме помеѓу небото и земјата. Всушност молитвата Оче наш се молиме да биде на земјата како што е на небото. Ние се молиме не ние да се евакуираме од земјата. Ние колку христијани ние чекаме аман заман, ние чекаме Армагедон, Апокалипса, што ти ја знам. Очекуваме се, гледаме знаци на времето, што гледаме Господ знае и се чуди. Чекаме готово, крајот на времето е Христос да дојде, аман да не земе, да не ослободи да вие зли владетели, што ти ја знам. Всушност, ние треба да се молиме, да работиме, да се даваме, да жртвуваме за небото да слезе на земјата. За тој небесен живот, што ако сме христијани исповедаме дека сме го познале, сме го разбрале, колку сме го разбрале, Господ знае. Тој небесен живот, таа небесна љубов, тука да ја спуштиме. Сега ние и тука. за духовна трансформација наша и на светот. Значи, нашата состојба духовна и вера е само одраз на она што се случува во светот. И ние не треба да бараме непријатели во ова и во она што го гледаме добро или лошо, е само резултат на нашиот дух. Ама ја викам, ја не знам, ние како христијани, зошто уште се чудиме на некои појави во светот? Не, сериозно. Леле, знаеш, ние треба да ги очекуваме и добро зли толку направиле тоа, знаеш какво зло се направило, знаеш што се планира, викам, чекај, тоа не изненадува. Ние сме историски, реално сме толку неинформирани, неписмени, што ние реално да знаеме какви не само пандемии, какви искушенија, какви прогонства, па и ден денешен, но историски се вратиме, тие луѓе, ние да сме били на нивно место и смисле готови, го антихристот пред нас. А ние тука правиме теории, па бројки, кодови, собираме, одзимаме. Па кој ќе бил учипе ново она. Ја и миристото им го реков. Викам, прав христијанин, вака со две руки ќе застане, прв чипујме. Чипујме. Ја знам што викам, ние сме за жал се препуштивме пак кога се враќаме на таа наратива на чипови, на бројки, на антихристи. Ја не сум долго во верата. Мислам 14-15 години сега ќе биде. За мои 15 години, знаеш колку пати антихристот дошол, колку пати сме чипувани и колку пати Христос утре треба да се врати. Јас сум малце подолго. Јас сум од Садам Хусеин антихристот до него, знаеш ли колку помина? Ама тоа сакам да кажам, и се на неколку години тоа се актуализира и ние на неколку години одново и одново, ја па ќе кажам, 2000-та требаше да биде крај на светот, 2001 требаше да биде крај на светот. Кулите близначки требаше да биде почеток на Армагедон, на тоа, еве сега е короната, па ово јас мислил, она јас мислил така. Сите тие нешта, ја викам, видете, пишува во писмото дека духот на антихристот е веќе тука. Оно нема, тоа не се доведува во прашање. Ама сега ја да навлегуваме во такви небулози, а за сметка на тоа да испуштиме тоа што можеме да го направиме со семејството и за семејството, ја пред некој време баш и тоа опишав. Викам, не ми е и не може да ми биде да не ставам, не знам, имиња сега Бил Гейтс, не знам кој се, не е главен виновник, не може он да биде виновен за тоа што јас, ако јас се дерам дома по жената и по детето. Не може некој на 5000-10.000 километри од тука да биде виновен зашто јас денеска во недела не сум бил на богослужба. Не може тој да ми биде виновен зашто јас не сум го направил тоа што јас сум можел да го направам. И ние се впуштаме као ќе се бориме против тие светски сили, а не сакаме да се соочиме со нашите слабости, со нашите падови, со нештата што де факто ги имаме во нас. И сега мене ми е полесно да гледам 4 сати видео за, не знам, за 666, за чипови, за што ти ја знам, отколку јас земам 4 сати, 1 сат да посветам на молитва, на Свето писмо, другиот сат да го посветам на синчето, третиот на сопругата, четвртиот да го посветам на ближниот. И ја духовна битка каква водам, гледам видеа на YouTube.
Човече, земи, соочи се со себе, соочи се со ближните, со твојата нељубов, негрижа за ближните. И мене ми е симптоматично, ние ќе се вадиме цело време на тоа. Тоа не може... исто ме боли во емисија која ќе ми се јават верници, ми честитаат празници, ми честитаат све и одма хейтање, оваа партија била атеистичка, оваа била ова, она го продала. И викам, добро, викам, стварно викам, ја си ги почитувам оние работи што сме си ги дале, знаеш, и тој етнофилетизам кај нас кој највлезе и не направи болни. Викам, Господ ќе праша некого дали е американец, германец, македонец. Да. Ја мислам дека он ќе гледа што љубов имаш, а не што си бил по националност. Дефинитивно. Треба као тие се треба да бидат почетните лекции, тоа треба да биде основата на сите нешта. Ама ете ние затоа што го имаме луксузот да ги правиме мувове тие нешта и да губиме време на тие нешта, се впуштаме во тоа и не сме ни свесни колку сме западнале во тие замки и во тие нешта, во тие стихии, како што вели Новиот Завет, вика стихиите на овој свет. Пазете да се поведат стихиите на овој свет. И луѓе не сваќаат дека со тоа што трошат толку многу време на тие нешта, као наводно да ги разоткријат стихиите на овој свет, уствари се понесени од стихиите на овој свет. Затоа што кога тоа ти го земе времето и мирот и љубовта за ближниот и молитвата и почитта спрема свештеникот, спрема пасторот, дека ете он е недуховен, јас сум сега подуховен, и он не верува во тоа, не верува во тоа, носи маска, не носи маска. Дојдовме во време каде што сме погодни, подобни и неподобни свештеници заради, не знам, политички став или заради етнофилетизам, погодни манастири, погодни владици. Тоа е страшно. Веќе сме поразени. Еден верник никогаш во нашата историја, мислам било кој свет отец да дојде и да го види и да го чуе ова што го правиме, вака ќе рече, као Понти Пилат. Луѓе, дајте легено да избијам раце, ова стварно нема лек. Ова е страшно нешто. Има лек. Мислам, лекот од секојаш ист. Покајанието и верата е тоа. Покајание преумувањето и вера. И тука е моментот. И фала му на Бога, па ќе кажам, што не фати од почетокот тој бран, ама полека, како луѓе гледаат и се охрабруваат и нешта, и ги оставаат на крајот на криштата тоа што денеска ние и живееме како да ќе живееме за секогаш на оваа земја. Интересен е нашиот менталитет. Се не е здраво за готово. Кој јас сега имам план за 10 години, за 20 години. Супер, ако даде Бог да бидам жив, супер. Ама со многу луѓе го имам правилно тој му. Ја Светото писмо сум го прочитал поише од еднаш. Ја викам, нигде во Светото писмо Бог не ни гарантира утре на оваа земја. А викам, ние живееме како тоа што е денеска може да го одложам за утре, зборувам за добрите нешта што можам да ги направам за ближниот, за помирувањето. Ние уште со синтагмата на Тито живееме. Не знам, ја не сум го фатил тоа време. Се шегувам. Ама у секој случај да сватиме дека немаме луксус, дека не сме тука за секогаш, дека ближните, ние како викаме, обично треба некој ненадејно да почине, како испуштивме, требаше да се видиме, требаше да си кажеме, требаше да му се јавам, требаше да го посетам и се живееме во тоа требаше, за сметка, и во тоа ќе. Затоа велам, имаме како христијани одговорност пред овој свет во време како што е ова, да го засведочиме Христос. Ја викам, ова не треба да сватиме ни како прогонство, ни како криза, да го сватиме како прилика за вистински подвиг. Ако на вистина е тешко, хајде да покажеме сега да покажеме што значи да се биде христијанин. Морам да признам дека си многу во право заради спонтаноста на овие работи, зборам од своји најближни, каде што можеби у целава ситуација ја најлошо реагирав, од што јас стварно се уплашив да дури секоја вечер доаѓав на емисија. Да, и тоа ми беше некако лек, знаеш, ескапизам. Јас се соочувам, храбар сум, да не се соочам со себе што стварно. Но интересна работа што целиот тој изолационизам што се случува, го сретнав меѓу добре дојден беше меѓу оние кои ги сметам, да речам, луѓе со поголема доблест од мене по прашање на верата. Значи, на најдобар начин ги искористија тие моменти.
си го стабилизираа семејството, работи што не можеа да ги стигнат, ги направија, па дури и млади луѓе кои рекоа се посветија на наука, да завршат факултети, да дадат испити, се прочитаа книги, неверојатно, што ја мислев дека кога беше локдаунот, сега ќе имаме ние револуција, како бе, без кафана, без стадиони. Значи, ја пак не се сипам со пепел дека сум лош. Ја знам дека сум ложверник, катастрофа. Него среќа што Господ стават паметни луѓе околу мене, па ме свестува вака по некој шамар ке попијам. Значи, можам да сватам дека едноставно треба да сме благодарни за се што се случува, па и она што ни се случува најлошо и да успееме во тоа најдоброто да го извадиме. Да. Нашиот главен проблем е што ние сакаме се да имаме под контрола. И ние мислиме дека имаме се под контрола и дека ние ги движиме нештата, ние ги држиме нештата и вакви времења ни откриваат колку малку ствари ние имаме контрола над нештата. И колку од денеска до утре може да се промени светот на начин што никој не замислил. А затоа ние толку фокусираме Бил Гейтсот и сме убедени, ако ние немаме контрола, Бил Гейтс ја има контрола. Затоа бараме некој дека друг има контрола. Мудриот Соломон рекол нема ништо ново под сонцето, тоа што било ќе биде и ќе се повтори, нели, светите оци рекле единствено ново под сонцето е Христос и тоа е така. Интересна работа за време на пандемија. 1300 и некоја година беше, се случува пандемија во Европа, луѓе, милиони од нив умираат, интересна работа. И јако читав ова, викам, ова не ми се верува. Некои, значи тие шаблони се повторуваат. Луѓе првен се гневни на властите, затоа што властите направиле, па се гневни на себе си, еве Божја казна ни ова. Интересно, најсимптоматичен момент, луѓе во тоа време, и тоа завршило со страшни последици, викаат евреите се криви. И вика, они ни ги отруја бунарите, вика, за да го поразат христијанскиот свет. Тој фашистички дух и денеска меѓу православните. Меѓу сите. Интересна работа. И вика, за да завладеат со светот и со сите нас. И вика, ете кој го контролираат, пандемијата која контролираат, дека они ги труеле бунарите, ја предизвикувале болести и они ја контролира. И викам, па дали е можно пред 6-7 века да некој истото го мислел? Во првите векови, од Нерон па натаму, кој се криви? Христијаните се криви. Само заради една работа, што Бог рекол, ова е мој народ. И ги ослободил и директно се ова. И до денеска тоа е страв. Да не идеме сега во ова, да не ти зборам. Да, ама јас сакам да кажам само тие шаблони, ја викам, ова што се случува е ново за нас, да погледнеме назад. Тие шаблони си ги тераме и како човештво и во времења кога немало ниту интернет, ниту 5G, немало ниту чипови, истите процеси се случували и луѓето и еднакво реагирале, а од друга страна, тоа што го прочитав ми беше, викам, дај Боже ова кај нас да се случи, се може некој ќе ми замери. Вика, во тоа време, кај одредени луѓе, значи некои уште толку се олошувале, некои уште толку вршеле неправда, некои уште толку се предавале на пијанство, ама вика во одредени региони, кај што биле христијаните, кај што засведочиле Христос, вика толку многу луѓе се свртеле кон Христос, вика што тие луѓе што изработуваа коцки, за коцкање, буквално коцки, вика немаа што да прават со материјалот, вика и почнаа од тој материјал што требало да изработуваат коцки за коцкање, вика да изработуваат бројаници. Затоа што луѓето од коцкање се свртеле кон верата. И викам, дај Боже, ако нешто добро, многу добро може да испадне од ова, но ако нешто излезе да луѓе стварно се завртат и во тоа време како што коцките ги земали ги преработувале во бројаници, па луѓе да се свртат од тие пороци, да се свртат кон верата и кон Христос. Така да тие процеси тераат, ама се надевам, се молиме, работиме, се даваме да ги видиме и тие добри процеси и добри плодови што излегле од сите тие нешта да излезат и денес. И им рече: жртвата е голема, а работниците се малку. Затоа молете го Тоа е другата. Да го завршам муабетов, да те отшелтам од ова затоа што испреќам како јагниња меѓу волци. Да. Не носите ни мало торбиче за сребреници,
Го слушнав твојот глас, Генезисот го пушти во емисија. Аха. Ова е прва моја средба со аудио Библија на македонски јазик. Збор 2 еве за овој проект. Колку навистина е добро, дали ова само добро за оние кои се, например, disabled и така натаму, Так. па ете, Библијата би им се... Колку е навистина полезно, практично, да се слуша Библијата, одошто да се чита и да се доживува. И колку време ти требаше да го снимиш се? Да, требаше година и пол. Требаше да се, Браво. значи вака имаше тоа не е првата аудио Библија, Не знам, имаше ја аудио прва, Библија. ја што се Го сретнав. имаше Новиот Завет, изработен од, мислам дека од Македонска радио телевизија, уште одамна. Ние направивме нова аудио Библија на стариот и на Новиот Завет. Може на таа апликација што е YouVersion да се најде, може на интернет да се најде, ја има и на YouTube и стара и нова верзија. Тоа е ова Може- Bible.is. Таа ја има и поинаку ја има. Ја има Bible.is и меѓу неа ја најдов ова, каде што има и на англиски, на сите светски јазици. Да, има на многу Значи на јазици. сите јазици ги има. И предноста за аудио Библијата не е, например, само луѓе што имаат потешкоти, нели, со видот, да не може да читаат. За мене лично, јас ќе кажам, мене, иако ја снимав аудио Библијата, Така. јас лично морам да имам книга пред мене, дека фатам хартија, дури не можам ни електронски вака да читам, морам да фатам хартија, да имам пред мене, да можам да ја помирисам хартијата, ја така читам, така примам. Но за многу луѓе тоа што ми кажале, дали се, не знам, камионџи, он денеска вози 8 сати, си ја пушта, вика, брат, вика, ти ми читаш, вика, пред мене патот, вика, цела Шведска, вика, ја минам, ти ми читаш од Библијата. Може ли човек да луѓе- има фокус, бидејќи не знам зашто. Зборам за Се фокусот. зависи од човекот. Аха, Зависи така. човекот како прима и како Бидејќи слуша. кога читам, знам дека може да ми одлута умот, па ќе се вратам и така натаму, но додека слушам, пошто ја ја користам како апликација Да. Исусовата молитва, илја да ми врти Да. наместо музика во слушалки, и знам колку пати знае да ми одлута, па ќе се вратам Да. и така натаму. Зависи како сме научени. Значи, аудио книгите во светот, мислам, не е тоа ништо ново, и не само зборувам Тоа е за повеќе Библијата. како радиодрама, но ова е малце посуштинска работа. Да, но сакам да кажам, луѓе, аудио книги, дури стручни книги, што би требало да се читаат, луѓе се повеќе и повеќе слушаат аудио книги и така. Значи, колку сме навикнати, како сме навикнати, некои луѓе па и повеќе може да се концентрираат кога ќе го чујат тоа со нечи туѓ глас. Што викаат твоите верници што ја користеле? Посебно Еве ти што те посебно луѓето што работат физичка работа со рацете, каде што, нели, работата се повторува, дали е, не знам, у конфекција, дали е дома некои работи, дали е возење, значи нешто што се репетитивни, што не мора он да постојано целиот фокус да е таму, луѓе викаат ова е нешто фантастично, вика затоа што можам да го пуштам тоа, да го слушам сега нормално, нели, умот ќе одлета, работата е тука, сето тоа. Но што препорачуваш, еве, некој ќе ја земе Библијата и ќе фати од Генезисот, крај нема. Тоа е долго, тоа е сум приметил дека вие свештениците, духовниците особено, на своите чеда, тука после молитва им давате одредени глави кои да се чита. Бидејќи го проценуваш, потребно е малку едно повисоко духовно ниво. Не се лесно може да се проголта што ќе се прочита во Библијата, бидејќи има и драматични моменти, а има и апстрактни моменти. Јасно. И обично се иде со нели Новиот Завет, со Евангелијата, да. каде што е еден извореден влез да може човек да речеме духовно да напредува, па да може све да го испие. Треба ли да ја знам целата Библија или добро е само да идам со овие? Мислам, добро е, јас немав кој на почетокот да ме посоветува, ја почнав како секоја книга, нели? Ја почнуваш од почеток и нели прва Мојсеева, втора, Левит, броеви, сите ти нешта и читаш си викаш како Хомер. Ама како Хомер цртаниот последниот ден од животот и тогаш овој го родил. Да, цело време се повторува. Ама јас имав тој момент дека викам, чекај, ова ако е тука, значи има причина зошто е тука. И продолжив да отчитам и тоа. Мој совет, да, луѓе да почнат со Новиот Завет, со Евангелијата, со посланијата, псалмите исто така, значи како молитви, како песни. Значи посланијата, Псалмите, да. Но дефинитивно човек да ја чита целата Библија.
И интересниот момент е млади луѓе доаѓаат и викаат, брат, не го разбирам ова, Филип, ова не го разбирам. Викам вака. Не се секери и за 30 години нема да го разбереш. Не, Поздрави го од мене. Има еден момент чудесен во Библијата што Библијата, иако нели не потребна помош, толкување, историски, сите ти нешта стојат. Но Библијата е боговдахновена книга. Апостол Павле вели дека секој збор е вдахновен од Бога. Библијата е таков чудесен збир на книги што една со друга се толкуваат самите себе. Мој совет е вака: го читаш нешто, дури во Евангелијата, го читаш, не го разбираш сега. Следниот пат кој ќе се вратиш да читаш таму, нешто што си прочитал успат на едно, на друго, на трето, на пето место, кој ќе се вратиш оваму, ќе ти го протолкува тоа што повторно ќе го прочиташ и тогаш ќе го разбереш. И затоа е потребна постојаност, да човек постојано, ја викам, ако секој човек ја чита 3 глави од Библијата секој ден, за една година ќе прочита целата Библија. Што значи тоа не е некој подвиг човек да седне и по 2 сати секој ден да чита. 3 глави во денот, за една година, горе-доле, ќе прочиташ од почеток до крај. А ако го сведеме тоа само на Новиот Завет ќе прочиташ, 5, 6, 7 пати ќе го прочиташ, во една година зборуваме. И се жално е што луѓе, ние сакаме, сега ќе седнам и ќе прочитам, 2 евангелија ќе ги прочитам, 3-4 сати ќе читам. И ние ќе го земеме тоа наеднаш, ќе го прочитаме, после ќе оставиме и 3 месеци не читаш ништо. Но мислам дека е добро да се советува со духовник, да не тераш сам, да ти препорача. Јасно, ама како, а не како мене. Прво Генезисот, од Генезисот одма прерипав на Откровението, последното, и се мрднав. Таман. Готово. Фрикаут. Затоа сум катастрофа. И клучот на сето тоа, ја викам, барај го Христос на секоја страна и во секој стих. Ти си Не барај откровение у смисла за Антихристос, за Армагедон, за предвидување кога ќе биде. Барај го Христос и ќе го најдеш. И тоа е клучот на сето тоа. Ако го бара човек Христос, ќе го најде во најнеочекуваните места и стихови и во Стариот Завет, ќе го најдеш Христос. Гледам, имаш голема поддршка и меѓу и од православните свештеници, и од црквата и така натаму. Имате многу разбирање. Сум разговарал со нив, велат дека сте блиски затоа што потполно ви е исто тумачењето на да, извини. Повели. Потполно не е исто помеѓу мене и жена ми, а камоли помеѓу мене и било кој така. Значи, реално да не се преправаме дека нема разлики, дека се е исто. Значи, дефинитивно има историски, теолошки, вакви такви, но нема суштински разлики во поглед на Светото писмо, на Света Тројца, на тие нешта, с краја да е. Но јас пак ќе кажам, како човек ќе го отелотвори тоа нешто во себе, ја прави сета разлика. Значи, јас може со некој да имам, зборувам од мојата конфесија, од мојата деноминација, што на папиру ги имам истите верувања, ако јас погрешно ги отелотворам тие верувања или он погрешно ги отелотвори, јас и тој имаме причина и повод и за кавга, и за раздор, и он да биде еретик за мене, ја да бидам за него и што ти ја знам. Но ако сите се стремиме и тежнееме да го отелотвориме Христос во нас, кога јас и ти ќе седнеме, дали сме од истата конфесија, дали сме од истата деноминација, јас ќе можам да препознам брат во Христос во тебе и ти во мене. И јас искрено сум ослободен од тој багаж и тоа бреме да морам со некој да бидам на спротиставени страни конфесионални, деноминацијски, вакви или такви. Оти пак ќе кажам, ние живееме во место каде што може да си го дозволиме тој луксус, па ние не е православни со протестанти со католици, ние внатре меѓу нас, протестанти со протестанти, лом ќе се направиме православни со православни, го имаме луксузот. Мене може и ти го имам спомнато. Бев заедно со еден брат од Египет, од Копската православна црква. Нели, они сега историски, монофизити, ереси, собори, го знаеме сето тоа. И тоа стои, ако стварно го верува, ако стварно тоа стои така. Ама нешто се случува во Египет и на многу други места во светот, каде што христијани од различни конфесии, иако организацијски, конфесионално, они уште
разликите, поделбите, тие нешта стојат. Ама во духот на вистина се едно му викам, и има вистинска духовна пробуда внатре во самите конфесии, да православната црква е жива, копската црква е жива, преполна, протестантските преполни живи. И покрај сите страдања, напади, напади, ја му викам вака. Терористички напади и масакри кои ги доживеа. Знаеш што ми кажам? За разлика од нас. Знаеш што ми кажам? И тоа на со секој брат, свештеник, мирјанин, православен, протестант, католик, со секој тука почнувам. Он, знаеш што ми кажа? Му викам, кажи ми, викам, како бе дојдовте, викам, до тоа. Оти он беше заедно на покана на протестант, дојде таму, на заедничка конференција, мислам, ништо не потпишувавме и правевме, не знам, екуменизам, што ти ја знам, заеднички да се видиме, вака. И му викам, кажи ми, викам, како бе, викам, у Египет стигнавте тука? И знаеш што ми каже, кога беа тие баш настане Египет, Либија, вика, брат, знаеш што ги ти кажам, вика? Вика, кој ќе доаат, вика, тие со различни бради од нашиве, и вика, кој ќе не облечат сите у протокалови, кој ќе не клекнат еден до друг, вика, и кој ќе ни го стават, вика, ножот, вика, на грло, не те прашувам ти, вика, ти православен, копт, протестант, ама чекај, од кои протестанти си ти, од баптисти, евангелисти, кои си? Не, вика, ти Христос го исповедаш? Да, рак ножот. Ти Христос го исповедаш? Да. И вика, кој ќе се слее, вика, он тоа ми го кажува, живо ми, вика, кој ќе се слее, вика, нашата крв на земјата, вика, ќе биде поделена по конфесии, по деноминации, по што ти ја знам. Со и вика, кога ќе го видиш тоа, вика, и кога ќе го знаеш тоа, дека тоа е реалност што не дели многу од тоа, вика, утре, вика, може тоа да се случи. Вика, денеска, вика, експлодираше бомба у православната црква, утре, вика, у протестантската, вика, задутре, вика, ги собраа католиците, вика, да ги заробат. И вика, ти сваќаш дека во тие моменти сите нешта историски, што тие си стојат, ние може да ги изучуваме и да дебатираме, ама да дебатираме кај што им е местото, не на Facebook, не вака, туку да дебатираме, ако има научен теолошки собир, дај таму да дебатираме. Ама во реалниот живот, во секојдневниот живот, мора да сватиме дека што не дели нас од тоа сценарио, колку не дели нас од тоа сценарио, можеме ли, како ќе ставиме граница, каде не дели тоа? Значи, само да заклучиме, фала ти Господи, предобро живееме од она што може да ни се случи. Дефинитивно, ама не треба да земе здраво за готово. Да. И повторно се навраќам дека навистина е благодет, имаме за многу мал подвиг да покажеме дека сме Христови. Да, и тука пак се тоа се враќам на тоа зошто можем јас православен свештеник, православен мирјанин, јас него, он мене, кој да е. Значи, па ќе кажам, не зборуваме за екуменизам, не сме потпишувале спогодби конфесионални, значи не правам увед за тоа. Правам увед дека можам да го препознавам Христос во него и по Божја милост он да го препознае во мене, ако е во мене. Од таму ако тргнеме, може да почнеме. Црквите во Турција, да не навлегуваме политички и сега што се случи со Света Софија и со сите тие нешта. Пред неколку години сите цркви во Истанбул, во Турција, излегува со заеднички манифест на верата. Православни, католици, протестанти со заедничка исповед на верата, затоа што таму пред тие власти, какви што се, за добро или за лошо, тие мораа заеднички да стојат. И заеднички да се застапат за нивни права, за слободи, да се изборат, за заеднички да опстојат. И они го сватија, тоа излегува, има книга, баш можем да ти ја дам, заедничка исповед на христијаните во Турција, каде што теолози, свештеници, владици, епископи, пастори седнале заедно и рекле, браќа, до таму е доена работава, кај што тие нешта ние можеме внатре меѓу нас да се расправаме. Ама дојде момент кај што ја тоа викам, ние дома може да се караме со татко ми, со жена ми, ние може, ама пак сме една фамилија. Кога ќе излеземе, треба да бидеме единствени. И овој свет, каков што е, не е баш најрасположен спрема Христос, спрема Евангелието, и тоа негде се посвесни од негде на друго место. Така да ги чуеме искуствата на наши браќа и сестри од остатокот од светот, и ако можеме нешто пред време, малце да се смириме, да се понизиме и да речеме, чекај, може би е време малце да успориме, неам ја монопол над Христос, ниту пак некој друг.
не може човек да има монопол над Бог, над Христос, и да речем, чекај, Христе, Он е со мене, он е мој. Кога он за сите, крај, и за верни, и за неверни. Ама тука, А ние, дозволи ми само мала една. дословно, Ние, православните, затоа што сметаме дека сме најправилни, се поделивме на македонска, српска, бугарска, руска и така натаму, етнофилетизмот. Од друга страна ги критикуваме католиците кои си имаат и они своји проблеми и своји лоши тумачења и начини, но имаат една католичка. Ги имаме протестантите кои не се поделени, исти се по цел свет, си имаат внатрешни проблеми. Да, и ние, значи, второто Христовото аѓање ќе биде воплотување. Едноставно тоа е и ништо не знаеме како тоа ќе се случи, како што во Прелес беа дека очекуваа ќе дојде вака и така, не на магаре качен, да. Така и ние нема да дознаеме, затоа што не ни е дадено, затоа што ни е напишено. Како си ти? Добар сум. Што правеше во Скопје, бидејќи твојата епархија е во Велес, немаш многу време за натаму наваму, обично слободното време, знам дека се занимаваш, ти е потребно малку тој велосипедизам, малце офроуд и така натаму, во ред е тоа. Што правеше во Скопје денес, например? Скопје вака е со луѓе да се видиме што се немаме видено и денес ете, фала на Бога, се заокружи тоа едно убаво нешто. Да конечно ги набавивме, комплетиравме се. Што? За децата што сега ќе почнуваат, ако почнуваат, како ќе почнуваат, Бог знае. За речевме 150 правачиња што се од социјално загрозени семејства, да комплетите школски прибори, се што им е потребно за да почнат, да им обезбедиме ние. Браво. И денеска баш по тоа доаѓавме тука да купуваме, да зимаме, да собираме што треба, како треба. Како изреагира луѓе, ви излегуваа во пресред? Да. Тие мислам од кои побаравте да... Дефинитивно. Интересна работа. Тоа за Велес можам да кажам и како пофалба на Велес, па и на Македонија воопшто. Знаеш, луѓе ќе дознаат кој колку може, ама ќе помине некој, ќе рече, еве го ранчево, внатре има се што треба, вика, нека биде за некој детенце. Некој ќе донира, може 20 комплети такви, некој еден, некој нешто ќе донесе, ама знаеш, треба да се создаде атмосфера и моментум. Ја тоа кажам, ние во Македонија буквално имаме се што ни треба. И тоа не го кажам чисто онака како парола или буквално ние доволно ако во нас се роди Христос и неговата љубов, буквално нас ни е дадено доволно за ние добро да можеме. И на тој што му е дадено, пишува во писмото, вика, тој што му е дадено повеќе, немаше повеќе. Оти на тој што му е дадено помалку, па и он немаше помалку, оти на крајот се израмни, вика, ама не под присила, не затоа што некој диктира така, туку стварно од љубов. И денес ете, фала на Бога, тоа се заврши, па следнава недела ако можеме ти да ги поделиме и тоа без разлика на вера, на националност. Ние искрено кажам, некои села кои се, не знам, доминантно муслимански или албански, не идуваме на такво добре дојде, што човек може би да има, ако не отишол и не вишол, да има некакви предрасуди и рече, чекај, сега ќе ти идам вака, нели, крстови, брада, се некој поинаку да те доживи или си отишол таму сега да ги преобраќаш, да ги прозелитизираш, не знам што. Ама кога човек е слободен во тоа дека не го прави ниту за фала, ниту за да добие нешто, ниту пак ја лично тоа се 1 милион луѓе тоа го прават и учествуваат во тоа нешто, има слобода човек и да даде и да прими и понатаму да се види и да разговара, па дури да се отворат некои теми кај што стварно се кршат копијата теолошки, догматски, како сакаме кажеме, ама веќе има една подлога на љубов и на слобода кај што можеме да го правиме тој муавет. И ние многу пати сакаме да правиме некој муавет, а нема подлога за тоа. Не сме на иста маса, не сме на исто ниво, не сме со иста отвореност, со иста слобода, тоа нешто. И многу пати идеолошки, идентитетски, национално, верски, влегуваме во тие нешта, што можеби ако прве ни ја поставиме подлогата на слобода, на разбирање, на вистинска толеранција, не на замолчување на другиот, туку ти кажи, ја ќе кажам, не мора да се сложиме, сепак ќе те почитувам, нема да те мразам, нема да те прогонувам, што и да е. И на таа маса, мислам зборувам на тоа ниво, можеме негде да стигнеме. За жал тоа што гледаме на запад и тоа доаѓа тука, е кај што
ќе влеземе во наша религиозна, идентитетска, национална, сексуална определба, ваква таква група ќе влеземе и сме за жал во тој шаблон каде што повеќе не може да излеземе за да со другиот човек да разговараме, па макар и не се согласиле. Не, или ја или он. И тука се губи и слобода, и демократија, и да не навлегуваме натаму. И како христијани, ја верувам, сме повикани, нели, Христос вели, проповед на гората, блажени се миротворците, затоа што ќе се наречат синови Божи. Сме повикани да твориме мир. Значи има две завојувани страни, ние сме повикани да твориме мир, а не ние да наоѓаме причини зошто уште толку да има немир, зошто уште толку да има конфликт. И ете, и ова е една прилика на еден практичен, човечки, христолик начин да кажеме, слушај, не се согласуваме, не сме исти, нема да бидеме исти, не очекувам ништо за возврат на тоа, ама дај да поставиме на подлога за утре кога некој ќе би сакал да ни наметне конфликт што не ни е домашен или што не е автентично од тука, да има, да речеме, чекај, како сакаш да ми наметнеш помеѓу мене и Јанко, ама чекај, вие нели сте едни од православни и протестант. Океј, сме. Ама нели он верува така ти? Сме. Веруваме различно. Ама седиме на иста маса, на иста подлога сме и не може некој да ни подметне конфликт и да профитира на нашиот конфликт. Но тоа е затоа што имаме личностен однос. Стално го зборат дека тоа е тој личностен однос со Христос што го развиваме. Ние ако го развиваме со него, ќе го развиеме со луѓе. Ако го развиваме со луѓе, ќе го развиеме и кон него. Тоа викам, ние мораме да имаме лице пред нас. Океј, така веруваат православни католици, така веруваат протестанти, така веруваат муслимани, океј. Не се сложувам со тоа, ама кога стварам слика за тоа нешто, не е само да биде слика на папирот, туку да го имам човекот, да го имам личноста да имам пред мене, за тој личностен однос да води кон нешто и конструктивно, и благодатно, и кон вистината, ако веќе сите велиме дека одиме кон вистината. Колку се едноставни и колку се тешки овие подвизи, колку што се лесни, толку се и непремостливи. Неверојатно, ама се е тоа од нашата падната природа на суетата. Е точно, ама како христијани ние немаме изговор да бидеме причинители или да бидеме тие што ќе додаваат кон конфликтот. А сме повикани да твориме мир. Се плаќа цена и тоа нема да те разберат твоите, нема да те разберат тие, ама на крајот на краиштата Христос пострада баш така. И баш за тоа твореше мир, како што вели апостол Павле, твори мир помеѓу небото и земјата преку крстот, но своите не го примија, туѓите го распнаа, од него, нели, свештениците, фарисеите, садукеите што на папиру горе-доле, нели, законот, Тората, да го ослободи, нели, на пред силат, им даде избор, крадецот го ослободија, човечка природа. Да, тоа ние беше ставен Христос и Бараба и нели народот го одбра Бараба, ама и народот, са ние како христијани па ќе кажам, Христос во ниту еден момент не рече: абе 3 години, 3,5 години сум со вас, сите чуда, сите добра, сите исцеленија. И пак не ви дојде памет. Си не ви дојде, ја џабе кревам раце, не заслужуваат. Не крена раце. Не крена, до крај отиде и вели: а кој татко кренал раце од своето дете што искрено го сака? Точно. Ниеден татко. Ако се чудиме каков е односот негов спрема нас, земи си ти спрема твоето дете кое неусловено го сакаш. Да. Што и да биде утре. Точно. Нели сам Христос вели, ако вие што сте несовршени татковци, знаете како да ги љубите своите чеда, да им давате добри дарови, колку ли повеќе вашиот Отец Небесен. Во смисла, толку нема тука муавет после тоа. Ама сме повикани на многу голем подвиг, но па ќе кажам, не е тоа ни по наша сила, ни по наша заслуга, тоа е во соработка, во содејство со Божиот дух, со Божјата благодат, со тоа што Бог ни го дал. Така да невозможно е, ама не е невозможно. Тоа е парадоксот на христијанското живење. Апостол Павле вели, и тука ние како македонци се наоѓаме на тоа нешто, и тоа го сведочи, вели они беа сиромашни, екстремно сиромашни, дадоа повеќе од сите други за тие што биле во потреба во Галилеја, за црквите таму.
И вика, и он самиот вели, вика, живееме како непознати, а сме добро познати на сите. Вика, живееме како да сме кутнати, ама не сме уништени. Вика, живееме како сиромашни, а збогатуваме други, и вика на крај, како да немаме ништо, а имаме се. И да не се заборави. Све ова свети апостол Павле, овие посланија ги пишува во затвор, во Зандана. Повеќето од нив, да. Да, може ако ништо друго, нека го видат филмот. Да. Ја го преведува филмот, се фасцинира. Да, Не знам која копија ќе им дојде на ова, ама за свети апостол Павле пред некоја година, така да е многу фасцинентно амбиентот во целата до крајот како изгледа сето. Тоа е коса на глава да ти се крене, кокава просветено, значи у црна дупка бил. Да. И нели он не ги пише, туку му ги запишува. Да, ги диктира. Ама и најинтересно за најмногу за радоста, ќе што повторно радувајте се, па ќе кажем радувајте се, посланието до филипијаните, он го диктира, го пишува од затвор. Значи не е он на плажа со коктел и тоа и сега нели колку е убаво, па и сите вака убаво да им биде. Да. Значи тоа е радоста, тоа е парадоксот, да се радува во тоа таму каде што и на другите да им биде причина за радост. Така да голем е тој повик, но па ќе кажем е за сите и по Божја милост и благодат не е нешто неостварливо. Оти на крајот на криштата, зошто Бог би ни наложил, би ни дал нешто, ако знае дека е невозможно. Значи, знаеш што ми е најголемиот комплимент вечерва? Што ја емисијата пред 35 минути ја завршив, а ти имаш толку желба и толку и се уште продолжуваш. И ова само за тебе збори. Значи, моите прашања и мојата тема ја исцрпев можеби пред 35 минути и остави, викам, да те видам, за жал немам докај ќе тераме. Да, докај ќе тераме. И чисто сакав да ја почувствувам таа твоја енергија, таа твоја спонтаност и така натаму и така натаму. И да видам што нешто плюс Господ ќе ми каже секогаш. Докаде ќе дотуркам. Отец, ја ти благодарам за гостувањето. Не е ни прво, се надевам нема ни да биде последно. Јас ти благодарам и задоволство е секогаш. Има теми и ние си продолжуваме и понатаму. Но ете, благодарност до тебе, до гледачите и секој пат позитивни коментари се за тоа што било, за тоа што ете така спонтано, како со луѓе да седат тука со нас на маса, слободно, неоптеретено. Јас се обидувам да артикулирам еден обичен човек за никаде што би прашал и така натаму. Како што сум. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.